Продолжуваме сутринска на Телма и со нашата следна тема и како што најавив денеска ќе имаме можност да реализираме уште едно од гостувањата кои ги правиме на тема за работата или успешното работење и функционирање на Мак Петрол, но овој пат зборуваме за улогата и развојот на шпедицијата и логистиката во Мак Петрол од традиционално работење до дигитална ера. И тоа е еден период на трансформација кон кој што навистина треба едно добро прилагодување, но при тоа сето тоа да биде успешно и да има резултат, а тоа се задоволни клиенти, впрочем унакви какви што има и во Мак Петрол. За ова и за повеќе други прашања во оваа област зборувам со мојот гостин во студиото Костадин Стојанов, раководител на сектор за царинско работење во Мак Петрол. Костадин, добро утро за вас и добро ден дојдовте во утринска на Телма. Добро утро и вам и на вашите гледачи. Од вашиот амбиент во просториите на Мак Петрол, тука во нашето студио во утринска на Телма за прв пат, верувам дека се чувствувате пријатно. Да. Одлично, мило ми е. Ќе почнеме со тоа што е вашиот домен или она што би било добро да го знаат нашите гледачи, да ги информираме за тоа што точно подразбира шпедицијата во рамките на Мак Петрол и која е незината основна улога кога зборуваме за работењето на една ваква компанија. Добро, Мак Петрол е еден голем систем, една голема компанија и шпедицијата е само еден сегмент кој што постои и функционира, се разбира, за да се постигне крајната цел редовно и квалитетно снабдување на сите наши потрошувачи. Ние како шпедиција представуваме лице на нашата компанија пред царинските органи и истовремено организираме и подготвуваме транспорт, царински постапки и конечно ги стоките распределуваме таму каде што е потребно да заминат, се разбира, доколку се работи за меѓународен транспорт и меѓународна шпедиција. Така е. И ова е работа или позиција која што бара навистина голема одговорност, ако го споменеме фактот дека се треба да биде добро и навремено испланирано, особено кога зборуваме за увоз на нафта, газ и енергенси. Па така е, значи енергенсите знаете и сами се неопходни за функционирање на секоја компанија и широката потрошувачка се разбира е многу значајна за сите нас, па со оглед на тоа одговорноста е многу голема и се обидуваме да во нашето работење не настанат некои, да кажеме, трзавици кои што би го пореметиле ланецот на снабдување и кои што би направиле нешто непредвидливо што потоа би направило проблем во дистрибуцијата на дериватите на енергенсите кои што се потребни за секој крајен потрошувач на нашата компанија. Ќе се согласиме дека преминот од традиционално, односно од менувањето, ако споменеме и фактот дека Мак Петрол има долга историја, тогаш работата на шпедицијата низ годините, од хартија и телефон до денешната дигитална ера, многумина ќе речат или многу компании поминуваат низ различни предизвици. Таа трансформација навистина бар едно вистинско прилагодување во што повторно ќе речеме Мак Петрол се докажува успешно. Па да, значи пред се ние мораме да ги пратиме стандардите кои што се наметнуваат од државните институции, во нашиот случај Царинската управа, и бидејќи Мак Петрол има шпедиција повеќе од 20 години во рамките на својата куќа, навистина пројдовме трансформации кои што се така занимливи, како веќе што спомнавте, харти и телефони, значи на времето шпедицијата се состоеше од декларанти кои што има машини за куцање, знаете, оние стари машини, и буквално со тие машини и со преподготвени сетови на документи се одеше пред царинските органи, се куцаат царински декларации, се поднесуваат документи, па потоа настана одредена модернизација во кој што имаме електронско подготвување на документи и поднесување повторно физичко на приложени документации, да кажеме, работи кои што се неопходни за завршување на постапките, па за да на крај сега во изминативе 5-6 години предовме во целосна дигитализација и практично работиме од место, немаме неопходност од движење толку многу колку што беше порано. Буквално сите работи можеме да ги завршиме од еден добар персонален компјутер и за нашата работа сега веќе, како да кажеме, многу поедноставна и не е толку теренска како што беше порано.
во чекор со новитетите во дигиталниот свет и оно кое што ни го нуди иднината и ни го најавува вештачката интелигенција која што е присутна и која што зема замав во последниве години, а веројатно и во идно време, и со тоа претпоставувам дека сте во чекор во однос на дигитализацијата и дигиталниот свет како зборуваме и функционирање во истиот, но сепак верувам постојат различни предизвици со кои што се соочувате. Што би можело да биде тоа, односно нешто на кое што ви гледачите не би можеле да помислат кога станува збор за работа на шпедиција? Па, видете, ние сме една специализирана професија која што во принципи не е многу позната на широката публика. Се разбира, во позадина се работи за релативно големи системи кои што прават значајни работи за компаниите, имајќи во предвид дека кај нас увозот и извозот се навистина значајни сегменти од економијата. Секоја стока која што се наоѓа во меѓународен промет, односно надворешно трговско работење, мора да помине низ шпедиција пред да се настапи пред царинските органи и потоа да се разбира дојде на нашите пазари стоката или да замине на странските пазари. Технологиите на иднината се разбира се применливи и се применуваат и кај нас. Сите работиме со персонални компјутери и со специализирани програми за шпедитерско работење, а се разбира дека сите тие носат своји предизвици. Нешто што специфично, знаете како луѓето вообичаено замислуваат онако ќе го видат на граница, отворете гепек и затворете гепек, дека тоа е шпедиција и тоа е царина, меѓутоа во позадина работиме многу повеќе и многу посуштествено со прописи, легислатива која што е на меѓународно ниво и многу слична и на наше ниво. Па ако зборуваме за предизвици кои што се поврзани со нашето работење, би можел да ви кажам дека овие легислативи на меѓународно и на национално ниво се наменуваат многу често. Некои се предизвикани од вака нагли промени, како што американската администрација сега ни предизвикува во изминатава година. Некои се тековни, меѓутоа секој од тие промени е неопходно да се внесе во нашите системи, да се внесе во нашите апликации и потоа да може успешно да се пренесе во постапките со кои што функционираме секој ден. Така е. Рековте дигитално функционирате, денес се дигитално, но ми се чини и во секоја професија или во различни домени, колку што технологијата нормално не ја олеснува работата и ја применуваме и одиме кон тоа да бидеме дигитализирани. Сепак во вашата професија, дали технологијата може би за некои работи создаде дополнителни компликации, заради тоа што сепак ви споменавте кои се самите специфики на работата и одговорноста која што има? Знаете како, предностите на дигиталната технологија, на новите технологии воопшто, се апсолутни и не е замисливо во денешно време да се функционира без овие нови технологии. Ако порано на нашите маси беа растурени книги, паства, прирачници и така натаму, тоа денеска се работи на екран и да речеме дека во нашето функционирање користиме повеќе апликации во кои што се наоѓаме за да ги застапуваме интересите на компанијата пред царинските органи, но негативностите кои што би можеле да настанат се разбира се од технички аспекти, да кажеме моментални проблеми кои што може да се случат во комуникацијата, зборам за компјутерската комуникација, односно телеком проблеми кои што тогаш навистина може да направат застои во работењето и во протокот на стоките, но тоа се минорни проблеми кои ќе се споредат со предностите кои што новата технологија ни ги дава во функционирање. И заштеда на времето тука се разбира. Заштеда на време, прегледност, можност во момент да се извадат извештаи, да се извадат прегледи кои што се неопходни за економизирање и така натаму. Да. Соработката ваша со многу домашни странски компании исто така е особено важна. Координацијата со истите е од исклучително значење. Да. Како се одвива таа координација, која што верувам дека треба да биде синхронизирана и исто така навремено точна, за да може да се изврши работата како што треба? Па да.
Значи, видете, бидејќи се работи за голема компанија и голем систем, суштински нашиот ланец за снабдување пред се започнува од еден процес на набавка, на нарачка, па оди преку организацијата на транспортот и конечно да стигнеме до процесот на царинење на стоки, односно декларирање на стоки пред царинските органи, потоа стоки да се пренесуваат во слободен промет. Сето ова, за да функционира како што треба на големо ниво во компанијата, е сегментирано и постојат оделени, односно сектори, кои што секој од овие процеси практично го обавуваат одделно, а потоа во координација заедничка ги сите, да кажеме, потреби завршуваме заедно. Така да, кога имаме сегментирано функционирање, многу е поедноставно во својот домен да искомуницираш со странските транспортери, со странските шпедитери, со странските добавувачи и сето тоа да го вклопиш така да крајниот резултат биде навремена испорака на стоки и задоволство на крајните потрошувачи. Да. А колку е важна навремената испорака, говори за тоа дека вие увезувате чувствителни производи. Сложеноста да се обезбеди и да се стигне безбедно и навреме, исто ја веројатно координирате или ја работите како што треба, но не се занемарува фактот дека навистина и тоа е особено важно и клучно кога зборуваме за овие производи. Така, да. Видете, нашата компанија во изминатите години направи големи напори да соработува со вистински партнери, односно со компании во транспортот, во набавката на стоки, кои што се доверливи и кои што пред се се исполнителни. Значи, кога имате такви партнери е многу поедноставно. Знаете дека нема да ве остават на цедило и знаете дека ќе можете да рачунате на тоа дека секогаш стока за вас има и секогаш транспортот за вас ќе биде обезбеден. Кога ќе појдете од таква некоја појдовна точка, многу е поедноставно потоа во крајниот резултат да бидете ефикасни и стоките да ги пренесете таму каде што се потребни. Се разбира, тука доаѓа планирањето на количините, резервите и така натаму, со кои што, да кажеме, повремени проблеми би можеле да бидат надминати. Така е, споменавте и претходно дека може да постојат исклучителни ситуации кои што може да ја услажнат работата во смисла на тоа што се случува на странските пазари или во светот, па така живееме во време на токму такви кризи и нестабилни пазари кои што од друга страна може да барат професионална логистика која што е клучна кога зборуваме за стабилноста на снабдувањето. Па да, видете, веќе неколку години функционираме во, да кажеме, време во кое што регионално во Европа имаме војна во Украина, која што направи големи поместувања во однос на снабдувањето со енергенсите. Знаете дека Русија за Европа беше доминантен снабдувач со енергенси, се уште е, но како што мораме да се снаоѓаме со секојдневното живење, нели, мораме да се снаоѓаме во процесот на логистика и сите овие, да кажеме, надворешни влијанија кои што можат да го пореметат снабдувањето, мораме да ги надминеме. Некои работи се во рамките на нашите можности и објективно можеме да ги контролираме, но се разбира некои од тие работи се надвор од нашите можности. Но таму каде што можеме да направиме бајпаси и адаптации во процесот на логистиката, на планирањето на набавките, секако однапред и навремено се обидуваме да ги направиме и сметам дека до сега нашите корисници и нашите потрошувачи немале проблем заради кој би почувствувале било каков недостиг на нашите стоки. И кон крајот, се разбира, секогаш размислуваме и сакаме да зборуваме или да прашаме за плановите за војнина. Кога станува збор за проширување или модернизација на шпедицијските капацитети во Макпетрол, дали такво нешто може да се очекува војнина? Знаете, ние сме шпедиција која што функционира, како што би кажале, in-house во рамките на компанијата и практично обемот на функционирање на шпедицијата е директно поврзан со обемот на функционирање и набавка на
деривати или извоз на стоки на нашата компанија, така да секој евентуално проширување ќе зависи од плановите на компанијата, а модернизацијата се разбира ќе биде согласно сите стандарди кои што се наметнуваат во функционирањето на нашиот сектор. Одлично. И може за крај едно инспиративно прашање, особено за младите кои што можеби не следат, се гледаат себе си или сакаат кариера во логистика и транспорт. Што би им препорачале? Видете, оваа работа е преди се работа за помлади и енергични луѓе кои што себе си се гледаат како добро комуникативни, способни за нови предизвици за учење. Секој оној кој што ги има овие квалитети се разбира дека е кандидат за шпедиција. Така, ете, за оние кои што можеби тоа го сакаат или се гледаат себе си во оваа професија, еден добар совет, но и интересен разговор кога зборуваме за работата на шпедицијата во Макпетрол. Ви благодарам за вашето гостување и за тоа што денеска ни дозволивте да дзирнеме малку во вашата професија или на место кое што ги имате токму во овој сектор, за тоа како навистина успешно функционира Макпетрол и на ова поле, па понатаму и согласно со она кое што наш план и за останатите сектори и работата на Макпетрол. Благодарам и вам на поканата за учество во емисијата. Посакувам убав и успешен ден.